И пациентите со ХИВ живеат долг и квалитетен живот како што сите други, освен тоа што го носат само вирусот. Ако започнам љубовна врска, ќе бидам искрен. Јас сум ХИВ позитивен. 25 годишна скопјанец се охрабри пред камерата на Алфа да проговори за животот со вирусот. Сепак, поради сензибилноста на темата, ќе го наречеме Мартин и ќе го заштитиме неговиот идентитет. Па искрено не знам, но сепак мојот став е дека доколку веќе би започнал некаква љубовна врска, во принцип јас преферирам да сум искрен со, нели, оние кои што сметам дека треба да знаат, можеби не на прва лопта, можеби кратко подоцна, меѓутоа јас би преферирал да сум отворен од тој аспект, но ќе видиме, зависи, времето би покаже. Мартин секој ден прима терапија. Современите лекови што се достапни во Македонија го држат вирусот под контрола и спречуваат инфекцијата да се пренесе на друг. Генерално не сум имал некои посебни проблеми, веќе сум и на недетектибилен статус, така што генерално неам некои посебни проблеми. Мислам дека е мислам сега сосема во ред или во рамки на тоа што може на добар и квалитетен живот, би рекол. Сепак, зборовите имате ХИВ и по 2 години одзвонуваат во неговите уши. Вели дека не се плаши толку од вирусот, колку од предрасудите. Како би реагирале родителите, пријателите, колегите и познаниците, затоа во себе ја чува ова голема тајна. Убеден е дека со состојбата може самиот да се носи, а тие нема да го разберат, туку ќе го осудуваат. Во принцип, мислам дека скоро со никого со никого не сум го споделил така отворено, да речем, мојот ХИВ статус, освен со одговорните лица кои што знаат, да речем, од клиниката, нели, за инфективни болести, заедно посебно и слично. Чисто од причина што не мислам дека е нешто што како лично мислење не мислам дека е нешто со кое што би ги обременувало останатите околу мене. Поради стравот од отфрлање, најголем дел од ХИВ позитивните во Македонија ја кријат својата состојба. Подршка имаат во Здруженијето Заедно посилни, кој постои 15 на години. Па тоа ни е основна некоја задача, обезбедуваме психосоцијална поддршка, нешто што ние го нарекуваме врсничка поддршка, во смисла поддршка од лица кои што го имаат искуството, кои што самите живеат со ХИВ, но се обучени исто така да дадат поддршка, советување, помош на други лица, особено оние кои што се неодамна диагностицирани. Во Македонија има околу 500 луѓе кај кои ХИВ инфекцијата е потврдена, но бројката на оние кои живеат со вирусот, а не го знаат тоа, е неколку пати поголема. Тие не само што го ризикуваат своето, туку и здравјето на другите, зашто не знаејќи може да го пренесат вирусот. Токму затоа не треба да постои страф од бесплатното и анонимно тестирање. Навременото диагностицирање значи нормален и исполнет живот без последици за себе и за саканите.